ова издание. САД ги повикаа земјите од Централна Америка да ја зајакнат борбата против корупцијата и сиромаштијата, со што би ја спречиле и имиграцијата. Криптовалутите се се поинтересни за македонските граѓани. Како се доаѓа до нив и колку може да се заработи. Последниот евреин во Авганистан планира да ја напушти државата по повлекувањето на сојузничките сили. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Подпредседателката на САД Камала Харис е во посета на повеќе држави од Централна Америка. Таа ја повтори пораката која пред тоа ја упати државниот секретар Ентони Блинкен, дека овие земји мора да направат многу повеќе во борбата против корупцијата и сиромаштијата, а со тоа би ја спречиле и имиграцијата. Државниот секретар на САД Ентони Блинкен ги пофали неговите домакини во Коста Рика за нивната цврста заложба кон демократските вредности, но укажа дека добро владење исто така би било клучно за справување со корените на миграцијата кон САД од сиромашните држави од така наречениот Северен триаголник – Гватемала, Хондурас и Ел Салвадор. Се среќаваме кога демократијата и човековите права се загрозени во многу делови во регионот. Го гледаме ова преку ерозија на судската независност, медиумите и невладините организации, забраната на политички противници и загушување на напорите за борба против корупцијата. Тензиите меѓу администрацијата на Бајден и државите од Северниот триаголник се зголемуваат, откако Конгресот објави список од 16 сегашни поранешни официјални лица од овие држави за наводна вклученост во шверц на дрога или корупција. Во март, братот на председателот на Хондурас, Хуан Орландо Хернандес, беше осуден на доживотен затвор во Њујорк за шверц на дрога, по судење кое го инволвираше и самиот председател. Релациите наидоа на уште еден ќорсокак, кога председателот на Ел Салвадор, Најб Букеле, ги отпушти државниот главен правобранител и судиите на Врховниот суд. Овие настани, велат експертите, и отежнуваат на администрацијата на Бајден да ја испрати ветената помош од $4 милиарди за регионот. Администрацијата на Бајден е цврсто посветена да ги адресира структуралните проблеми во овие држави кои водат до мигрирање на луѓето во САД. Но за да го направи тоа, мора да работи со владите кои немаат залажба кон истите вредности: транспарентност, борба против корупција, човекови права, отворени и ефикасни демократски институции. Затоа постојано мора да балансира како да се ангажира во овие држави. Сочувајќи се со ситуација од недостиг на храна, влошена по двата големи урагани во регионот минатата година, некои експерти велат дека администрацијата на Бајден треба да размисли подалеку и пошироко од вообичаената финансиска помош. Затоа се фокусирам да се обидам Карипските острови да станат една од поголемите домашни иницијативи на председателот Бајден, бидејќи тој зборува за инвестирање во инфраструктура, патишта, пристаништа, аеродроми и слично. Посетата на Блинкен ја постави основата за патувањето на подпредседателката Камала Харис во регионот, која Бајден ја назначи за адресирање на корените на миграцијата. Харис покани и бизнис лидери во Белата куќа да го поттикне приватниот сектор да инвестира во Централна Америка. Mastercard планира да донесе 5 милиони луѓе во овој регион во дигиталната економија и да поддржи 1 милион мали бизнеси. Microsoft ќе работи со локални партнери да го зголеми пристапот за 3 милиони лица во регионот наредната година. Неспресо ќе ги прошири активностите во Гватемала и ќе почне и во Хондурас и во Ел Салвадор. Посетата на Харис во Гватемала и Мексико ќе биде прво нејзино патување во странство како подпредседателка. Миграцијата од Централна Америка е тешко политичко прашање за администрацијата. Републиканците ги обвинуваат председателот и подпредседателката за неуспех да стават крај на, како што велат тие, кризата на јужната граница на САД. Биткоин, Етериум, Тетар. Ова се само неколку од преку 4000 криптовалути кои во моментов се во оптек. Тие се интересни и за македонските граѓани. Но за да се стигне до нив потребна инвестиција, но и многу потрошена струја. Јавува Тоше Огњанов. Што е криптовалута? Платежно средство, замена за пари. Разликата во криптовалути и во фиат валутите е што криптовалутите постојат само во електронска форма,
работат врз база на посебен софтвер, блокчейн систем. Тоа е објаснувањето од сертифициран експерт за тргување со криптовалути. Според него, за 10 години ќе се случи целосна експанзија на тие платежни средства и на системот за трансакции на кои што тие се базираат. Најголемиот бум ќе се случи во теков на овие години. За 10 години веќе многу компании и фирми да го користат тој блокчейн систем. Македонските граѓани се повеќе инвестираат во овие електронски пари. Најпопуларен е биткоинот и основниот начин да се дојде до него е со така наречено копање преку компјутерски уреди. Последната генерација што се изваја од пред неколку години е со тие се викаат асис компјутери, тие се одредени само за мајнинг и моментално тој тип на мајнинг се случува во биткоин. Сепак, целата таа апаратура троши многу електрична енергија и сериозно ја оптоварува мрежата. Едно домаќинство, ако има одредена потреба за потрошувачка, доколку инсталира компјутери кои што копаат криптовалути, тоа значи дека може да потроши енергија како за 20 домаќинства или 30 домаќинства, што го нарушува напојувањето на сите соседни корисници на таа напојна точка. Според податоците од компанијата, појавата е најзастапена во Скопје, Тетово, Арачиново, како и во Чаир, Ченто и во Шутка. Не се мали случаите на диви приклучувања кон електричната мрежа. Целта е да се избегнат високите сметки, кои за копање криптовалути често се пресметуваат и во стотици евра. Ја крадат и дистрибуција и нарушуваат снабдување на целата околина. Значи штета трпиме сите, и компанијата, и граѓаните, а дополнително може да настанат и проблеми од типот на пожар или да се запали инсталација која што не е соодветна за таа потрошувачка. Проблемот со потрошувачката на електричната енергија при копањето криптовалути е глобален. Како решение, се погласно се посочуваат обновливите извори на енергија. Само една законска регулатива и да им се каже, со таа законска регулатива да им се наложи на сите тие што се занимаваат со рибарење, ако сакаат они да го прават и да продолжат да го прават исклучиво со обновливи извори на енергија. Соеветна позитивна страна е што секоја криптовалута е во ограничен број. Максимумот биткоини што може да циркулираат низ светот е 21 милион. Прогнозите се дека кога ќе се достигне таа бројка, сегашниот вид копање и енормно трошење електрична енергија ќе исчезнат. Тоа што би следело е тргување со тие валути. Цената пак на нешто што е во ограничена количина останува само да се предвиди. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Дзибеов Симентов се верува дека е последниот евреин кој се уште живее во Авганистан, но и тој планира да ја напушти оваа држава по повлекувањето на сојузничките сили. Гласот на Америка известува од Кабул. 62-годишниот Зебулон Симентов се верува дека е последниот евреин во Авганистан. За време на граѓанската војна во Авганистан во 1990-тите, неговите сопруга и две ќерки се иселиле во Израел, но тој решил да остане во Кабул. Сега, со повлекувањето на американските трупи од Авганистан и зголемување на моќта на Талибан, Симентов вели дека е време и тој да замине во Израел. Не можам да кажам точно кога, но дефинитивно ќе заминам пред да дојде Талибан. Симентов со децении се грижи за единствената синагога во Кабул. Вели дека сега друг ќе ја преземе работата. Знаат дека вадам пасош за да заминам, може да вработа друг. Симентов себе си се нарекува горд афганистанец. Верува дека еден ден ќе може да се врати. Ова е мојата држава, тука сум роден, јас сум афганистанец. Служев 2 мандата во Херат за време на владењето на Дауд Кан и за време на владата на Кармал. Некогаш успешната еврејска заедница во Авганистан сега ја нема. Евреите заминуваат во Израел и западните држави поради војната во државата. Тоа е се за ова издание. Следете повторно и утре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.